Денес во Скопје се одржа дебата посветена на владењето на правото во организација на Институтот за демократија и Фондација Конрад Аденауер. Ненад Марковиќ од Институтот за демократија изјави дека владењето на правото е еден од најважните демократски концепти и поради тоа 32-тиот број на списанието Политичка мисла е посветена токму на овој концепт. Откако подобривме, јас би рекол, концептот на политичка мисла, поточно Институтот за демократија, Societas Civilis и Фондацијата Конрад Аденауер, одлучивме, што и пракса во последните неколку броја, да самата промоција на политичка мисла биде во рамките на една трибина дебата отворена, значи, за јавноста и за оние кои се заинтересирани за темата, па така да и 32-тиот број го промовираме на истиот начин. Оваа дебата е посветена на еден од најбитните демократски концепти современи, тоа е владење на правото. И како наши гости ги имаме поканато луѓето кои ги покриваат сферите кои директно го тангираат концептот, тоа е луѓе кои се од политиката, луѓе од невладиниот сектор, луѓе од академијата, кои секој на свој начин ќе пробаат да се осврнат на концептот на владење на правото. Една од причините за организирање на оваа дебата е тоа што едно цело поглавје во извештајот на Европската комисија е посветено токму на владењето на правото, изјави представникот од Фондацијата Конрад Аденауер Анри Боне. Марковиќ во своето излагање на дебата нагласи дека концептот на владењето на правото се појавува многу одамна и тој налага дека ниту еден поединец не може да е над државата и законите и истакна дека денешните општествени активности бараат поголема транспарентност. Тој додаде дека според последната анализа на Freedom House, на скалата од 7 места, Македонија се наоѓа на 4-то во негувањето на владењето на правото. Правосудниот систем представува еден од главните столбови за нормално функционирање на правото и во таа насока владата превзема бројни активности, изјави министерот за правда Михајло Маневски. Владата на Република Македонија со силна определба и подготвеност за втемелувањето на владење на правото, како никогаш досега презема бројни и значајни активности и мерки насочени кон зајакнување на правната и институционална рамка, јакнење на капацитетот на институциите, зајакнувањето и оспособувањето и едукацијата на кадрите, јакнењето на човечките капацитети во тие институции, како и унапредувањето на меѓуинституционалната соработка во насока на реализација на нашите евроатлантски интеграции, подобрувањето на пристапот до правдата на граѓаните и остварувањето на човековите права.